Скандалозно избраните судии чекаат собранието да ги повика да дадат свечена изјава и официјално да станат дел од судскиот совет. До спикерот Џафери е доставено известувањето и сега само чекаат термин. Во меѓувреме, највисокото судско тело останува затворено за јавноста, а правната фела остро критикува за нетранспарентноста. Судиката во пензија од Врховниот суд Вера Коцо вели дека е сомнително тоа што советот одлучува далеку од очите на јавноста. Судиката објаснува и низа спорни моменти во изборот на новиот член од редот на Врховниот суд. Овој начин на избор и ова негово избирање нема легитимитет во неговата фела. Не можете да кажете дека врховен судија не знае да пополни гласачко ливче. Освен ова, за јавноста си уште е нецелосно разјаснето како непосредно пред изборите беше прекината дисциплинската постапка за врховниот судија. Со тоа тој доби отворена врата да се јави на огласот. Што за мене некако остава сомнение, не само кај стручната јавност, уште повеќе кај граѓаните. Во период кога судството има историски најниска доверба од граѓаните, а во телата кои избираат и разрешуваат суди и обвинители, не веруваат ниту оние кои судат и гонат. Решението е само одговорност, вели поранешната судика Коцо. Според неа ветингот е задоцнет и сега нема да заврши работа. Мора да се промени законската регулатива. Ви кажав, за судскиот совет мора да се предвиди одговорност на председател, мора да се најде при изборот на нови членови за судскиот совет да се определи цензус од излезност на судиите и кој е процентот, односно со колку гласа може да помине некој кандидат за да биде член на судскиот совет. Најпотребно е зајакнување на овие институции, но за жал двата совета мора да претрпат големи искушенија во смисла на само контрола нивна, односно на нивно подобрување, квалитетно подобрување. Све се дознава и све излегува на видело. Инаку во судскиот совет влегува Антоанета Димовска, сестра на пратеничка од социјалдемократите, која доби 160 гласови од Скопското апелационо подрачје, а Наке Ѓоргиев со само 6 гласа како единствен кандидат од Врховен го доби последното празно столче во судскиот совет.